Законот за јазици уште синоќа во службен весник го објави спикерот Талат Џафери. Ги запрашавме тетовци што мислат за законот, а побаравме и правно толкување на законот од универзитетскиот професор Мерси Максути. Ќе биде добро ако постават како треба за сите. И за македонци, и за албанци, тоа све е добро. Зашто живееме на една држава. Кој е за добро нека бидеш. За народот, за државата, за се. Ако е за добро за народот, нека биде. Ако е нешто не лошо, што да видиш, а? Би требало да се стабилизира ситуација и да се прихвати како што треба и готово, нема што друго. Тоа е тоа. Чим е парламент изгласано, нема друго. Мислим дека ќе биде подобро. Со живот треба да има овде. Како сакаш врти работата. Заедно сме овде и треба да живее. Ја мислим, треба да бидеме пријатели. Па видите сега, овој закон предвидува неколку мерки што треба да се преземат за докрај да се спроведи законот. И тоа во всушност најпрвен законот предвидува да се основа агенција за спроведување на овој закон, чија агенцијата првата задача ќе му биде со помошни тела, ќе има таа агенција и таа главната задача ќе биде како на помош на сите другите институции во областа на тоа за преводот на сите документи што им требаат и се во нивните поставки што треба да следуваат. После агенцијата, исто законот предвидува и инспекторат, посебен, значи инспекторат за спроведување на овој закон и овој ќе биде во состав на Министерството за правда и тоа ќе се основи со посебен закон и чиј задача и цел на овој инспекторат исто така ќе биде за целосно надзор на спроведувањето до крај доследно на овој закон, значи за примена на албанскиот јазик. Освен овие две крупни институции, законот исто така предвидува и одговорност, тоа предвидува прекршочна одговорност и други соодветни глоби кои што треба да следуваат на тие институции или на тие кои што нема да го спроведуваат законот. Исто така во законот, што е многу добро за мене, дека се предвидува владата да развие програма за покренување на јавната свест, штото за спроведување на овој закон, дека овој закон е нешто добро за државата и заштита на албанскиот јазик и напредување исто така за овој јазик, и што ова не достигало во нашето сошество до сега, кој цени многу тоа важно. Исто така има некои одреди многу позитивно во законот што предвидува дека во случај ако некој друг закон во државата што спроведува одредби од јазични одредби, ако се тие одредби не се во согласност со овој закон, за сите институции, за сите субјекти во државата што треба да спроведуваат овој закон, значи законот на овој одредбите, јазичните одредби, значи на овој закон се најбитни. Што значи дека сите други одредби од другите закони треба да се да се во согласност со овој закон. И овие одредби се најзначајни и должни за институциите во државата да ги спроведува. Родителите на подрачјето на Гостивар се почесто избегнуваат да ги вакцинираат своите деца со МРП вакцина против морбили, рубеола и паротит. Во текот на изминатите години службата за вакцинација во здравствениот дом бележи значително опаѓање на офатот на деца кои ја примиле оваа вакцина. Од 2017 година бројката се искачила на 214 деца кои според календарот требало да ја примаат вакцината, но не биле вакцинирани. Лекарите сметаат дека ваквиот тренд е резултат на антивакциналните кампањи
кои го шират тврдењето дека МРП предизвикува аутизам. 2013 од деца 649 кои што се подлежат на примање вакцина МРП, само не се вакцинирани 67. Горе-доле, значи до 2017 тука се движат бројките. Значи 630, 740, 680 кои што подлежат. Од 67 бројката се качува на невакцинирани 94, 2016 175, а 2017 дури 214. Гледате како со текот на годините бројката е се поголема на невакцинирани деца. Тоа е најверојатно резултат на тие антивакцинални кампањи. На гостиварското подречје нема заболени од морбили, а поради прогласената епидемија во Скопје, во одделенијата за вакцинација низ целата земја се вршат вонредни проверки на картоните. Вакцината против мали сипаници се прима на 13-месечна возраст, а ревакцината на 6 години. Лекарите апелираат родителите редовно да ги вакцинираат децата. Родителите сепак да се одзиват на повикот да ги вакцинираат своите деца. Зад вакцините стојат Министерството за здравство. Вакцините се сигурни со рок на траење декларациите што ги имат. Вакцините се од GlaxoSmithKline, значи фирмата, поготово кажувам за МРП вакцината, Priorix, така гласи името, да дојдат, ако се повикани или самите заинтересирани, да дојдат, да проверат, да си ги заштитат своите деца. Во Скопје од мали сипаници се заразија над 20 деца и неколку возрастни лица. Последните случаи на мали сипаници во Гостивар се регистрирани пред 8 години, кога имаше вкупно 7 заболени. Приведени лица заради марихуана, фатен бегалец од затвор и физички напад. Ова се последните настани од полицискиот билтен за Гостивар. Вчера вечер околу 22 часот и 40 минути во непосредна близина на училиштето во гостиварското село Топлица биле лишени од слобода 30-годишниот АФ и 23-годишниот ЕА, двајцата од селото Добридол. Полицијата соопшти дека тие се наоѓале во патничко возило БМВ со гостиварски регистерски таблици и кај нив и во возилото пронајдена е марихуана, која е фотодокументирана и одземена за вештачење. Двете лица биле задржани во полициска станица за целосно расчистување на случајот. 26-годишниот БШ од Гостиварско Речане ноќеска околу 2 часот и 20 минути пријавил физички напад во близина на Центарот за култура Асном во Гостивар. Го нападнал 35-годишниот ДЖЕ од селото Нистрово, кој набрзо бил приведен. Вчера попладне пак околу 13 часот полициски службеници го лишиле од слобода 47-годишниот ФР од Гостиварско Речане, по кого во ноември минатата година поради бегство била распишена потерница од затворот Идризово. Лицето било задржано во полициската станица Гостивар пошто било спроведено во Идризово за доиздржување на затворската казна. Одбележување на православна нова година и денот на Свети Васили Велики, наречен Василица, во Тетовско Копанце продолжи и вчера во доцните попладневни и вечерни часови. Пред пладнето, согласно традицијата, маскираните василичари оде од куќа до куќа и собираа дарови од домаќините, од кои потоа се подготви празничната трпеза. Во црквата Свети Никола, пред голем број жители од селото и околните места, беше отслужена слава и чест на светиот Василije Велики, архиепископот на Кесарија Кападокиска. Ти ја принесуваме, Господи Боже наш, оваа бескрвна жртва и Ти се молиме, прими ја се милости во својот на небесен и духовен жртвеник. Амин. Ајде, кумови. Свјати мученици, же добре страдалчествовавше и венчавше ся, молите ся ко Господу.
За време на светата литургија беше произнесена беседа посветена на празникот Православна Нова година и денот на Свети Василе Велики, познат како Василица. Нашата Света Црква го чествува денот на обрезанието на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Бидејќи како што кажал и самиот тој подосна, за време на неговата мисија спасителна месијанска на земјата, вели, не дојдов да ги поништам законот и пророците, туку дојдов да ги исполнам. Додека пак втората причина за нашето денешно чествување е денот на Светиот Василий Велики, архиепископот на Кесарија Кападокиска, кој што како човек кој што потекнул од видно семејство и бил доста образован, како млада личност ја го прима христијанството, а подоцна достигнал до тоа ниво на образование и побожност и духовно живење, за да биде поставен за епископ во Кесарија, архиепископ во Кесарија Кападокиска. Во неговиот животен архипастирски труд, кој што траел 10 години, може да се каже дека вложил максимум од себе си со Божја помош, за да помогне во она што значи систематизирање на богословието, во она што значи устројување организацијски на црквата и во она што значи поучување на верниците во набожноста, во црковната дисциплина, и бил исто така голем литургичар. За сите присутни во новата трпезарија беше приредена заедничка трпеза, која ја благослови надлежниот свештеник. На сите присутни им беа поделени парченца од прережаните колачи, во кои имаше паричка. Пронедената паричка значеше и кумство за Василица идната година. Јас се викам Петре Костадиновски, од село Тушиште. Прв пут доаѓам овдека на оваа слава. Најголемо задоволство. Паричето ми падна. Прв пут до година ќе правиме весело, да биде повесело за многу години. И да живее Македонија. Почитувани граѓани на село Копајце и пошироко од околните села. Голема чест и задоволство ни представува овој чин, како и од порано и исто и сега. Ние како граѓани на село Копајце, ова е наша традиција и понатаму ќе ја чувствуваме и доживуваме. Што сакаме годинава да се пофалиме од страна еден наш пријател и чесен граѓанин од село Глоџи, од Тушиште, Перо Костадиновски, за среќа го доби по прв пат доаѓање во нашето село. И сметаме дека до година уште повеќе ќе имаме присуство на луѓе и уште помасовно да се собереме и да ја дочекаме оваа наша Василица. Нека ни е честит празникот, до година да биде уште повесело. Според обичаите и традицијата, црковно-народниот собир во Копанце со музика, песни и оро вообичаено завршува во доцните вечерни часови. Денот за сите исто почнува, со Господа пресојува, да сме живи, да сме здрави, овде и сега Thank you.
Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше умерен до засилен северозападен ветер. Температурите се движеа во интервал од -8 до -4 степени Целзусови. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Температурата ќе се движи во интервал од -10 до -3 степени Целзусови.